Во време кога енергијата станува се поскапа, а климатските промени се повидливи, се повеќе граѓани се одлучуваат да инвестираат во енергетска ефикасност. Државата и општините го поддржуваат тој процес преку субвенции за набавка на инвертер клими, приклучок за газ или дури за дел од сметките за електрична енергија. Податоците покажуваат дека интересот за овие уреди расте, додека интересот за приклучок на гасна мрежа опаѓа. Во Куманово, например, во 2025 година биле поддржани 102 домаќинства со субвенции од по 20.000 денари за набавка на инвертер клими. Истовремено, иако општината ја зголеми субвенцијата за гасен приклучок од 15.000 на 25.000 денари, бројот на апликанти значително се намалил. Слична е состојбата и во другите општини. Во последните 2 години намален е интересот на граѓаните за мерката што ја спроведува општина Куманово, субвенционирање за приклучок на гасификациона мрежа, затоа што најглавната причина е чинењето на самиот газ по метар кубен, односно зголемената цена на газот е дупло зголемена. Така да и голем број на домаќинства што беа приклучени на гасификационата мрежа останаа приклучени, меѓутоа не го користат како енергенс за загревање. Интерес за субвенционирање на инвертер клима уреди во општина Куманово е многу голем. Тој за прв пат беше спроведен во 2025 година со распишување на јавен повик. Исто така водејќи се од планот за квалитет на воздухот, одобрен од Министерството за животна средина, акцијскиот план 22-26. Повикот беше распишан на 10 февруари и траеше до крајот на октомври месец, меѓутоа обезбедените средства од буџетот 2 милиони денари веќе беа искористени во првите месец дена. Од европските препораки веќе општина Куманово во соработка со Хабитат ја прошири својата програма не само на енергетска ефикасност на стамбените згради, туку за прв пат оваа година ќе се спроведе и мерка енергетска ефикасност на домаќинства. Истата мерка можеме да ја спроведеме и преку проект на UNDP, доколку тие обезбедат средства од своите донатори. Со оглед на тоа што придобивките од системите кои се енергетски ефикасни, како што се инвертер климите, се значително поголеми од оние на фосилните горива, институциите треба исклучиво да поддржуваат мерки за енергетска ефикасност. Она што е јасно, сите инвестирани средства во енергетска ефикасност се враќаат повеќекратно, со пониски сметки, почист воздух и поздрав начин на живење. Токму ваквите мерки и технологии, топлинските пумпи, изолацијата, соларните панели и паметните системи за потрошувачка се иднината кон која треба да се стремиме. Затоа што енергетски ефикасниот дом не е само модерен, тој е поекономичен, поеколошки и подготвен за иднината.